Добро, почитувани, тоа беа трите последователни пресконференции. Ве молам, ако имате прашања, повелете. Владата, односно Ковачевски, денеска ги објави новите имиња на министри од Алијанса за албанците. Кој е вашиот став околу новите имиња и воедно реконструкцијата на владата? Ви благодарам на прашањето. Почитувани, новите измени на составот на владата се резултат на Пазар 3 коалиција, а не последица на стабилен договор за развој на Македонија. Новите измени се да се одржи историски најнеспособната влада во вештачка кома на апарати и да се спасат бизнисите и тендерите за уште некој месец повеќе, а не за да се подобри очајната состојба во која што се наоѓа земјата поради неспособноста и криминалот на дуото Ахмети Ковачевски. Додека со месеци се договараат, луѓе умираат поради недостиг на лекови, инфлацијата се зголемува, имаме студена војна со Бугарија. По предложениот состав, јасно е дека не договарале квалитет, туку договарале бизниси и тендери. Во состојба, кога собранието се уште не знае дали постојните министри се разрешени, како што прашавте, или сами даваат оставки, новиот предлог на Ковачевски е срам за Македонија. Па така министер за правда се предлага братот на осомничениот за убиство на Дилавер Бојку, негов заменик би била Викторија Мадич, кадар од СД за се, поранешен прв секретар на градот Скопје за време на поразениот Шилегов, која што во јавноста беше позната како новиот Рашковски, бидејќи фирмата на нејзиниот зет добива тендери од над 4 милиони евро од државни институции. Ете, братот на осомничен за убиство и екс-секретар на градот позната како новиот Рашковски, сега се луѓе кои што ќе ја водат правдата во Македонија. Ова е доказ дека државата е во распаѓање и дека оваа влада единствено го има мандатот за крадење од Ковачевски и Ахмети, но не и легитимитет од народот. Второ прашање имате? Имате ли контакт со алтернатива? Ќе излегува ли ВМРО ДПМН има комуникации со сите политички субјекти во Македонија. Има ли излагали од влада? Па мислам дека ова прашање повеќе би требало да се однесува на СДС, за тоа дали воопшто имаат договор со алтернатива за вакви измени или ја сметаат алтернатива за на Пазар 3 можеби. Ви благодарам.